Јавното предпријатие Градски паркинг Скопје ги информира граѓаните дека во првите 7 месеци од годинава несовесни граѓани украле 12 блокатори поставени на тркалата на непрописно паркираните возила. Од 2010 година, кога е воведена оваа санкција за непрописно паркирање, украдени се вкупно 121 блокатор на тркало. Со оваа вест го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте не. На спортскиот викенд 2014 во општина Илинден учествуваа над 800 учесници. Сонг најавува протест за впеток. Илинденските коњаници се упатија кон Крушево. Од ноќеска на полноќ поевтинуваат горивата. Доколку до крајот на август не бидат надминати проблемите во образованието, науката и културата, Сонг не ја исклучува можноста за задоцнет почеток на учебната година. Прилог на Елизабета Дамјановска. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија Сонг денеска најави дека в петок ќе организира протест пред Министерството за образование и наука, доколку до крајот на август не бидат исполнети барањата за, според Сонг, надминување на проблемите во образованието, науката и културата, не е исклучено организирање генерален штрајк на почетокот на учебната година. Во причините за протестот, Сонг наведува дека е загрижен за многу состојби во образованието, науката и културата, како и дека во тие ресори има политизација, а надлежните институции, свесно или не преземаат мерки за надминување на состојбите. Председателот на Сонг, Јаким Неделков, истакна дека нивните барања се повисоки плати во предучилишното, основното и средното образование, а додаде и дека не се согласува со моделот на екстерното тестирање, на начинот на исплата на платите во високото образование и култура, во кои области бара склучување колективен договор. Ве информираме за примена на една синдикална радикална мерка за изразување на своето незадоволство од досегашните активности преку социјален диалог, а тоа е јавниот протест. Причините, односно барањата на Сонг, датираат уште многу од поодамна. Прашањето за случување на колективен договор во високото образование и наука е веќе старо 20 години. Очигледно е дека поместување од мртва точка, односно реализацијата на нашите болни прашања, не се онакви како што ние очекуваме. Ова е еден јавен искажан глас на нашето членство, со кое што ги подсетуваме всушност трите ресорни министерства: Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование, Министерството за култура, дека договорот беше социјалните проблеми, односно проблемите по дејности да се решаваат по пат на преговори заклучно до крајот на јули 2014 година. Ние последниот ден од јули, односно првиот ден од август, јавно и јасно кажуваме дека проблемите во дејностите не се решени, дека она како заклучок што беше доставено до ресорните министри и министерства, доколку не се решат овие споменати проблеми, се поставува и прашање за почеток на новата учебна година. На денот на протестот, како што информираше Неделков, нема да прифатат социјален диалог, побара активностите на Сонг да не се поврзуваат со реализација на политички цели и апелираше да не се вршат притисоци од политичките партии. Неделков истакна и дека Сонг е крајно загрижен за судбината на тројцата професори кои штрајкуваат со глад и додаде дека согласно сите позитивни законски решенија, тие имаат право на напредување во своите звања и право на работа. Решението е многу едноставно и одговорните во универзитетот треба само да го проследат заклучокот на државната просветна инспекција, заврши Неделков. Општина Газиваба и Агенцијата за млади и спорт го пуштија во употреба новото повеќенаменско игралиште во населбата Триангла во дворот на Основното училиште Наум Наумовски Борче.
Игралиштето се протега на 1000 метри квадратни и е наменето за играње на футсал, кошарка, ракомет, одбојка и други спортови и истото чини 7 милиони денари. Прилогот на Томислав Атанасовски. Повеќенаменското спортско игралиште во општина Газиваба, кое се протека на 1000 метри квадратни, беше пуштено во употреба во дворот на основното училиште на Наумовски Борчево на селото Триангла. Игралиштето возможува услови за играње фудбал, ракомет, кошарка, сервис и други спортови, а е опремено и со рефлектори за негово користење во вечерните часови. Градоначалникот Тони Трајковски, премиерот Никола Груевски, директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасиски свечено со сечење лента го пуштија во употреба ова мултифункционално игралиште. Игралиште ќе може да го користат учениците од основното училиште, жителите на Триангла, како и сите останати жители на општина Газиваба кои ќе пројават интерес. Во општина Газиваба во континуитет инвестираме во развојот на спортот. Општината во 2007 година, во 2010 година и во 2012 година го доби признанието од спортските работници за најспортска општина во Република Македонија. Посебен акцент ставаме на развојот на училишниот спорт. Општина Газиваба беше меѓу првите општини која регистрира општински училишен сојуз во кој што функционираат повеќе лиги и преку организиран начин на надпреварување се одвиваат активностите во сите училишта во текот на цела учебна година. Премиерот Груевски истакна дека е голем влюбеник во спортот и дава целосна поддршка во реализација на сите проекти од областта на спортот и младите. Спортот беше и остана еден од основните приоритети на оваа влада. Затоа најдобро говорат капиталните проекти како што Македонија немала никогаш претходно. Изградбата на 35 спортски сали преку Агенцијата за млади и спорт и уште 145 училишни спортски сали преку Министерството за образование, вкупно 180 спортски сали, изградбата на 50 фудбалски игралишта, изградбата на 120 тениски терени која е во тек, изградбата на 100 повеќе наменски спортски игралишта која што се одвива исто така. Тоа се проекти од кои придобивки видоа сите општини во Македонија, сите градови во земјата и скоро сите населени места кои во минатото имале недостаток од ваков спортски објект или пак воопшто го немале. Придобивки види и општина Газиваба. Сигурен сум повозрастните ќе се навратат на годините во детството кога играле на улиците и на тревниците, кога почнале да ги откриваат тајните на спортските игри. Токму тие спортски игри сега младите ќе може да ги практикуваат на ова повеќенаменско игралиште. Игралиштето е 14-то повеќенаменско игралиште кое е свечено и отворено. 29 игралишта низ целата држава се завршени и подготвени за свечено отворање, а уште 11 игралишта се во фаза на градба и во текот на летото ќе бидат целосно завршени. Игралиштето во населата Триангла чини околу 7 милиони денари. На територијата на општина Газиваба, Агенцијата за млади и спорт веќе ја изгради спортската сала Методи Андонов Ченто, а во Трубарова фудбалското игралиште. Во фаза на доизградба се спортската сала во Ченто и тенискиот терен во Железара. Од сон до сонце е мотото под кое оваа година ќе биде одбележан државниот празник Илинден, 2 август, Ден на Републиката, на кој се слави јубилеј 70 години од Аснов и 111 години од Илинденското востание. Согласно програмата за одбележување на националниот празник Илинден, 2 август, Ден на Републиката, предвидени се низа активности од спортски, културен, едукативен и државен карактер. Она што го изградиле нашите предци е најцврст темел на кој што ја градиме нашата иднина. Сонот за кој што тие се бореле е слободата која што денес ние ја живееме. Да продолжиме да се движиме напред кон сигурна иднина, затоа што секоја наша нова победа денес е нов Илинден за следните генерации. Тоа е пораката која што сака Република Македонија да ја испрати оваа година во врска со одбележувањето на 2 август и на тој начин символички да се поврзи минатото, сегашноста и иднината. Како најдобар ориентир, овие вредности кои што биле промовирани во минатото да се искористат во актуелната ситуација, со цел да се обезбеди подобра иднина за сите граѓани на Република Македонија и подобар државно правен развој на нашата земја. Во изготвувањето на програмата, која започна да се спроведува од денеска, па во наредните 7 дена, беше вклучен и Сојузот на борците.
На централната свеченост во Скопје ќе се обрати председателот на државата Ѓорѓе Иванов. На собир во Крушево ќе се обрати председателот на Собранието Трајко Велјановски, а во Пелинце премиерот Никола Груевски. Во рамки на образовниот дел од програмата во соработка со Универзитетот Свети Кирил и Методи ќе биде организирана научна трибина на која експерти од областа на историјата, правото и другите академски личности ќе се осврнат на значењето на празникот од историски и државнички аспект, како и во однос на вредностите што ги промовира и придобивките кои се остварени од Илинденското востание и одасно. Свечена академија по повод празникот ќе се организира во Ману, на која ќе присуствува државниот врв, а ќе се обратат председателот академик Владо Камбовски, како и представник од Сојузот на борците. Свечена седница во домот на АРМ ќе одржи и главниот одбор на Сојузот на борците по повод 70 годишнината од организирањето на АСНОМ, а нивна делегација ќе биде примена и од председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Концерт по повод Илинден ќе одржи и војниот оркестар. Во делот на спортските активности од програмата ќе се организира планински Илинденски марш, кој што ќе започне од Скопје преку Крушево и ќе заврши во Охрид, со рута од 200 километри, каде што ќе бидат вклучени голем број планинари од планинарските здруженија во државата. Предвидено е да се одржи и велосипедска тура низ Република Македонија, која ќе започне од градот Крушево, ќе поминува низ неколку градови и символично ќе заврши во Пелинце, каде ќе биде централното одбележување на 70 годишнината од АСНОМ. Според програмата ќе се организира и освојување на кораб на високиот врв во Македонија, како и на Славеј планина, каде што е формиран првиот партизански одред, кој се смета за зачеток на армијата на Република Македонија. Спортски активности ќе организираат и општините. И оваа година ќе биде организиран бесплатен превоз за сите граѓани кои ќе сакаат да присуствуваат на прославите по повод 2 август во Крушево и во Пелинце. По 18-ти пат започна Илинденскиот марш. Коњаниците тргнаа кон историското Крушево. Ќе пристигнат на 31 јули, со што ќе започне прославата и потсетувањето на најголемото Илинденското востание. Томислав Атанасовски. И оваа година по 18-ти пат коњаниците тргнаа од Скопје за да на 2 август пристигнат во Крушево и символично да го прикажат тоа за што се бореле македонските херои. Илинденскиот марш започнал да се одржува во 78 година со тенденција да стане традиција која ќе се повторува секоја година. Но за жал од тогаш само 17 пати илинденските коњаници тргнале од Горно Лисиче, впрочем како и оваа година. Овој пат најмладиот меѓу нив има само 15 години. Облечени во комитска облека, коњаниците символично ќе ја означат 111 годишнината од Илинденското востание и формирањето на 10-дневната слободна Крушевска република. Покрај 20 коњаници кои на коњи ќе го поминат патот од Горно Лисиче до Мечкин камен, дел од Илинденскиот марш е и 20 члена фаланга која ќе ги придружува коњаниците на патот кон Крушево. По преноќувањето во црквата Свети Тројца се упатија кон општина Петровец, каде ги пречека градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски. Како и секоја година, така и оваа година веќе традиционално општина Петровец ги пречека коњаниците кои тргнаа од Лисиче. Еве денеска сабајлево се тука во општина Петровец и после краткиот одмор ќе продолжат за Крушево на спомен обележието на нашите илинденци. Општина Петровец се трудиме да бидеме добри домаќини, добри попатни домаќини. Ова традиција која поставиме секоја година, да ги пречекуваме коњаниците, ќе продолжи и во иднина. Коњаниците ќе имаат попатни одмори, средби и пречеци од градоначалниците на општините низ кои ќе минуваат. Од Велешкото езеро Младост, ним ќе им се придружат и коњаниците од Друженијето Илинденски марш 1903, а ќе има и од Прилепско, од Оропотово, од Гостивар Маврово, од Бигорскиот манастир и пешадијата од Друженијето Христо Узунов од Охрид, кои заедно ќе јаваат кон историскиот Мечкин камен, каде на 2 август ќе се одржи традиционалната манифестација 111 години Илинденско востание. Се одржа професионалната велосипедска трка на 100 километри во кругот на општина Илинден, трофеј Илинден 2014 во рамките на одбележувањето на денот на општината Илинден 2 август.
На трката учество земаа над 60 на велосипедисти од Македонија, а оваа година за прв пат имаше учесници и надвор од рамките на државата. Во рамките на одбележувањето на денот на општината Илинден 2 август, а воедно и одбележувањето на националниот празник на целиот македонски народ, викендот во општина Илинден се случија доста спортски активности. Се одржа традиционалниот спортски викенд 2014, на кој учествуваа над 800 учесници, а под мотото "Ние навиваме за Македонија". Се одржа професионалната велосипедска трка во должина од 100 км во кругот на општината, трофеј Илинде 2014, на која учествуваа повеќе од 60 на велосипедисти од Македонија, а оваа година за прв пат имаше и учесници велосипедисти и надвор од рамките на Република Македонија. Велосипедската трка, како што изјави градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, е влезена во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија, а се бодува за купот на нашата земја. Задоволство ми е што оваа година има поголем интерес во споредба од претходните години. Секоја година се зголемува интересот за возење на велосипед и тоа е и нашата крајна цел. Како младите и воопшто сите граѓани, љубители на велосипедот, да се стекнат со возење, со рекреативен спорт, кој што значи и подобар живот и здравје во животот. Градоначалникот Стојановски упати благодарност до Велосипедската федерација на Македонија, благодарност до представниците на Министерството за внатрешни работи, до комуналните предпријатија, како и до сите граѓани кои даваат придонес за одржување на велосипедската трка и останатите спортови кои се одржуваат во рамките на оваа манифестација. Изминатиот викенд на територијата на општина Карпош се поставени корпи за соодветно справување со отпад од домашни миленици. Проектот е реализиран во соработка на општина Карпош и Сдруженијето на заштита на животните Анима Мунди. Општина Карпош и Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди во текот на изминатиот викенд во рамки на утврдената соработка на територијата на општината поставија корпи за соодветно справување со отпад од домашни миленици. Оваа реализација представува дел од преземените обврски согласно подпишаниот меморандум за соработка во делот на едукација за опасностите од злоупотреба на отровни материи во урбаната средина и воедно подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Општина Карпош и понатаму останува посветена кон унапредување на стандардите на живење на своите граѓани преку заштита на животната средина и природата. Министерот за надворешни работи Никола Поповски и генералниот секретар на Светската туристичка организација Талеб Рифај на денешната средба во Скопје разменија мислења за унапредувањето на регионалната соработка во областа на туризмот во југоисточна Европа и начините како да се искористи близината на овој регион од европските пазари, соопшти Министерството за надворешни работи. Во денешниот глобализиран свет, мощно и актуелно прашање е развојот на макродестинациите, а сметаме дека тука има простор за соработка меѓу балканските земји, истакнал министерот за надворешни работи Никола Поповски на средбата во Скопје со генералниот секретар на Светската туристичка организација Талеб Рифај. Наша цел, како што рекол, е да се зголеми бројот на туристи кои доаѓаат во Македонија, но најмногу да ги натераме туристите да останат подолго и да дојдат повторно. Сметам дека Светската туристичка организација е нашиот вистински партнер за остварување на оваа цел, нагласил министерот. Поповски и Рифај разговарале за можностите за проширување на туристичката сезона во Македонија, за креирање маркетиншка стратегија за одржлив туризам, за обука на туристичките работници и менаџери и за нови идеи и начини за максимално искористување на туристичките потенцијали на Република Македонија. Нашата крајна цел е преку развојот на туризмот да го поттикнеме на тамошниот економски раст на Македонија и да овозможиме нови вработувања, истакнал Поповски. Генералниот секретар на Светската туристичка организација Талеб Рифај има големо искуство во областа на туризмот и е заслужен за создавањето на првиот археолошки парк во Јордан во познатиот локалитет Петра. Тој престојува во официјална посета на Република Македонија на покана на министерот Поповски.
Малопродажната цена на горивата од ноќеска на полноќ се намалува од половина до 1,5 денар за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,81, односно за 1,20%. Малопродажната цена на Евросупер БС 95 се намалува за денар и ќе чини 80 денари за литар. Евросупер БС 98 поевтинува за 1,5 денари по литар и новата цена ќе му биде 81,5 денари. Малопродажните цени на Евродизел и на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за половина денар и ќе чинат 67, односно 55,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 0,716 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и сега ќе изнесува 39 денари за килограм. Како причина за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 2,62% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,66% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Познати се двојките за третото квалификацијско коло во Лигата на шампионите. Тимот на Сакраменто Кингс ја освои летната лига на НБА. После рекламите следува спортот.